Вистинката веќе ни пристигна, што значи дека ја отвараме и првата тема одовде од студиото 3 на македонската телевизија. Срцевата слабост е глобална честа состојба која што може да биде исцрпувачка, а понекогаш и смртоносна. Статистиките велат дека во развиените земји околу 2% од возрастните страдаат од срцева слабост, а кај луѓето на 65 годишна возраст процентот се зголемува за 6 до 10%. Причина повеќе првите две недели од мај и кардиолозите гласно да говорат токму на оваа тема, обидувајќи се преку различни активности да ја подигнат свесноста на населението за срцевата слабост. Кои се симптомите, каков е процесот на дијагностика, каков е третманот и можен ли е квалитетен живот со оваа состојба? Се прашања кои ги поставуваме на нашата соговорничка. Велам добро утро за доктор Силвана Јованова, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Доктор Силвана, ги кажавме светските статистики. Ајде малку да се позанимаваме и со домашните. Колку од нашите граѓани страдаат од срцева слабост и која е возраста на граѓаните со оваа состојба? Во принцип, статистиката кога станува збор за срцева слабост во Македонија ја прати светската статистика и европска, значи тој тренд на честота на јавување, значи на инциденца и преваленца. И овде е една од најчестите причини поради која пациентите бараат кардиолошка помош, односно се јавуваат во кардиолошките ординации и болници. После коронарната артеријска болест, срцевата слабост е најчеста причина поради за хоспитализации на нашата клиника. Споменав уште во најавата дека првите недели од мај, стартот на 5-тиот месец во годината, го користите за и вие гласно да говорите на оваа тема во однос на едукацијата на нашите граѓани, бидејќи суштината е превенцијата. Со какви активности го правевте тоа изминативе денови и какви активности имаме во периодот кој што следува? Па со оглед на тоа што срцевата слабост, веќе бројките што ги спомнавме, укажува дека е значаен јавноздравствен проблем. Европската асоциација за срцева слабост при Европското здружение за кардиологија, значи ја промовира првата половина вообичаено од месец мај како денови за подигање на свесноста за срцевата слабост, односно подигање на општествената свесност за срцева слабост, така што се промовираат и се организираат најразлични активности, нели, спрема достапноста, можните ресурси и се, за да се подигне свеста за оваа состојба, која што е онеспособувачка и во многу случаи завршува и летално. Така што она што ние презедовме овие денови, тоа е значи една поширока кампања и користење на медиумите, на телевизиите и радиото, исто така помладите, нели. Колеги ги користат платформите на социјалните мрежи, Инстаграм, потоа Facebook со најразлични нивни коментари, креирање на постери, да го афирмираат раното препознавање, значење на болеста, на оваа состојба, значи, и преземање порано навремено јавување на лекар и барање на лекарска помош. Споменавте, ги користите сите можни начини како пораката да пристигне до граѓаните. Каков е впечатокот од ефектот на кампањите од година в година? Има ли промена во однесувањето на граѓаните во однос на грижата за себе? Па мислам дека има. Дека веќе свесноста за кардиоваскуларните заболувања како причина број 1 за смртност и за намалување на квалитетот на живење, односно инвалидизираност, веќе е на повисоко ниво, така што и самите пациенти повеќе се едуцираат, преземаат соодветни мерки, се едуцираат за самоевалуација, значи да ги препознаат навреме симптомите на влошување на состојбата и да се
јават на лекар за да навреме се преземе соодветен третман. Ги споминавте симптомите, ајде малку да се задржиме на нив. Споминавте вие здравствените работници, знаете апсолутно да ги препознаете и поврзете со состојбата, но кога читав во петокот и се подготвував за темата, забележав симптоми многу различни кои што се поврзани токму со срцевата слабост. Како ние граѓаните точно да препознаеме кога е вистинското време да појдеме на лекари да се консултираме со вас? Да, симптомите на срце и знаците на срцева слабост произлегуваат поради недостаточноста на срцето, односно на коморите, да испумпува доволна количина на крв во циркулацијата за да се задоволат метаболните потреби на ткивата и сите органи на телото. Па од тука произлегуваат и симптомите. Значи, еден од најчестите симптоми, тоа е замор, малаксалост. Вообичаено пациентот ќе примети дека можеби кондицијата му се намалува или толеранцијата на напор последните 2-3 месеци во однос на тоа што можел претходно. Потоа се жали на недостиг на воздух или на здив, отежнато дишење, посебно кога е во легната положба, ќе ви каже дека кога ќе станам или отворам прозор, покомотно се чувствувам. Може да примети појава на отоци на стопалата, на подколениците, значи тоа се губење на апетит, значи тоа е главните симптоми поради кои што бараат лекарска помош и поради кои што треба да консултираат лекар за да понатаму се направат соодветни дијагностички методи за да се потврди или дијагнозата. И логичен след на нештата е да прашаме кој е изложен повеќе на ризик да развие ваква состојба и кои се причините? Има ли некаква врска генетиката или можеби начинот на живот? Па повеќе би рекла, генетиката е важна за една група, повеќе за некоја група на болести на миокардот, кои што се манифестираат со срцева слабост, исто така може би при прераната атеросклеротична болест на срцето. Но во суштина, основни причини се практикување на нездрави навики на живот и присуството на повеќе ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања кај една особа. Срцева слабост се јавува кај повеќе кардиоваскуларни заболувања, ако навреме не се откријат, навреме не се лекуваат. И сега ги споминавме ризик факторите, па логичен след на нештата ми исто така и да ве прашам дали се намалува возрастната граница. Ако светскиве статистики велат дека околу 2% од возрастните страдаат од срцева слабост, а кај луѓето над 65 годишна возраст процентот се зголемува за 6 до 10%. Имајќи предвид каква стресна секојдневие живееме, се намалува ли возрастната граница на пациенти кои што пројавуваат симптоми? Секако дека се намалува, посебно ако појдеме од фактот што коронарната артеријска болест или недостаточноста во прокрвеноста на срцевиот мускул или исхранетост, значи тоа се пациенти со прележан инфаркт, со ангина пекторис, се побројни во нашите ординации и болници, така што и старосната граница за јавување на срцева слабост се намалува и го прати трендот на поместување на старосната граница во однос на јавувањето на позначајните кардиоваскуларни заболувања. Колку превентивното одење на преглед може да помогне во ситуацијата во однос на навремената дијагностика? Го прават ли тоа нашите граѓани? Често, бидејќи зборуваме за култура на живење, а културата на живење го подразбира и тоа се разбира. Секако дека сметам дека го прават и можеме да бидеме позадоволни последните години. Значи, има и посебни програми и обврзувачки испитувања кои што се прават на примарно ниво, на примарна здравствена заштита. Значи, тоа е да се откријат навреме значајните ризик фактори, мајорните ризик фактори кои што се поврзани со настанување на кардиоваскуларно заболување и следствено срцевата слабост. Тие значи главни ризик фактори, тоа се покачениот крвен притисок, потоа покаченото ниво на масти во крв, пушењето,
непрактикување редовно на физичка активност, секојдневна физичка активност, лошите, да кажам, нездрави навики во исхраната. Значи, тоа во глобала се најчестите ризик фактори кои што се присутни кај населението, а веќе нели имаме кампањи на секое ниво на здравствена заштита да се намалат овие ризик фактори. Основно е навреме да се идентификуваат, да се елиминираат, лекуваат или модифицираат за да нема појава на болест. И по диагностиката следува третманот, па да прашаме каква е состојбата на клиниката за кардиологија, се следат ли модерните медицински трендови и од друга страна колку е важна промената на стилот на животот, нешто што веројатно најтешко ни паѓа. Секако дека во Македонија, значи, ги практикуваме оние упатства за лекување кои што се предложени од Европското здружение по кардиологија, значи сите 4 столба на лекови кои што се препорачани од Европското здружение се достапни кај нас и ги ординираме на овие пациенти. Таму кај што немаме соодветен ефект или оние кои што имаат понапредната срцева слабост, може да се имплантираат различни пейсмейкери, други девајси и на крај, кај најтешките случаи, најонеспособени, доаѓа во предвид и трансплантацијата. Значи, таа палета на лекување веќе во нашиот здравствен систем е заокружена. И суштината еве на крајот на разговорот беше на не да ги исплашиме нашите граѓани, туку што еднаш да укажеме колку е важно превентивното поаѓање на лекар и од друга страна дека ако превентивно се прави тоа и навремено се диагностицира, верувам апсолутно е можен квалитетен живот. Да. Секако дека превенцијата на кардиоваскуларните заболувања и треба да представува императив на секој сериозен и модерен здравствен систем, исто така на секој современ човек. Така што треба да ги знаат симптомите и да ги знаат последиците од непрактикување на здрав стил на живење. Професор Јованова, јас ќе се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам што не мислите и се надевам дека ќе има успех оваа кампања до еден да допреме барем и со овој разговор сме завршиле работа. Секако ви благодарам за можноста да зборуваме за оваа состојба.